Добре дојдовте во дебатата. Денес се навраќаме на еден од, можеби најважните моменти во аврамските религии – повикот на Аврам во книгата Битие. Овој наратив е темел за 3 светски религии, а нашата денешна дискусија произлегува од еден коментар кој ги анализира различните толкувања на првите зборови што Бог му ги упатува на Аврам. Ова не доведува до едно клучно прашање – што е всушност суштината на тој божествен повик? Дали е тоа пред се тест, еден радикален повик за безусловна послушност и вера во непознатото? Или пак треба да го разбереме како божествена покана, понуда за среќа и исполнување? Јас ке тврдам дека тежиштето е начинот на вера и напуштање, на радикалната послушност на Аврам. А јас од друга страна ќе застапувам став дека во срцето на тој повик лежи Божјото ветување за благослов и исполнување. Дека тоа не е толку тест, колку што е дар. Во ред да почнеме од самиот текст. Првите зборови во хебрејскиот оригинал се лех, леха. Буквално, тоа е заповед во второ лице еднина, ти оди или оди си. Звучи како јасна, директна, речиси војничка наредба. Значи, нема простор за двоумење. И одговорот на Аврам е подеднакво остар и директен. И Аврам си отиде, како што му рече Господ. Мене од секогаш ме фасцинирала таа тишина во текстот. Нема прашање од Аврам, нема пазарење, нема барање за појаснување. Само и тој отиде. Таа тишина, како да кажам, зборува повеќе од кој било диалог. Тоа е чин на чиста, апсолутна вера пред една заповед која бара од него да напушти се – земја, роднини, дом. Да, разбирам зошто таа тишина е толку моćна. Апсолутно. Но ако се задржиме само на заповетата, ризикуваме да ја изгубиме целата слика. Леч леха е навистина заповед, ама хебрејскиот јазик е многу слоевит. Токму тука влегува големиот средновековен коментатор Раши. Кога тој го преведува повикот како «Оди за себе, за твое добро и за твоја среќа», тој не измислува некое ново значење. Тој се надоврзува на вековна еврејска традиција, која верува дека Божите заповеди никогаш не се произволни тестови на послушност. Тие секогаш, во својата суштина, водат кон живот и благосостојба. Значи Раши ни дава еден теолошки клуч за разбирање не само на овој повик, туку можеби и на целата Тора. Бог не заповеда за да тестира, туку за да благослови. Добро, ама ако прифатиме дека повикот е примарно за твое добро, зарем тоа не ја намалува големината на чинот на Аврам? Самиот коментар од кој поаѓаме не предупредува да не се оддалуваме од буквалноста и експлицитно отфрла некои, како што ги нарекува фантастични интерпретации, како оди кон себе си. Ми се чини дека со тоа што остануваме на буквалното остро, ти, оди, ја зачувуваме силнота и радикалната природа на повикот. Мораме да се подсетиме во каков свет живеел Аврам, свет на многу богови врзани за конкретни места, градови и племиња. Идејата еден единствен Бог да ти се обрати лично и да побера да го напуштиш се, боговите на татко ти, земјата што те штити, целиот твој познат свет, за да одиш на некое неодредено, непознато место. Па тоа е апсолутно радикално. Тоа не е само географско патување, тоа е теолошка револуција во еден човек. Потполно се согласувам дека е револуција, ама прашањето е каква е таа револуција. Дали е тоа револуција на слепа послушност кон еден помоćен авторитет или е револуција на откривањето на еден поинаков Бог, Бог кој не бара жртва, туку нуди иднина? Мислам дека буквалноста, колку и да е важна, може да биде и ограничувачка. Ако го читаме текстот внимателно, заповета не стои сама. Веднаш во следниот стих, без никаква пауза, доаѓаат ветувањата. Че те направам голема нација, че те благословам, че го направам твоето име големо. Овие две работи не се одвоени. Ветувањето е неразделно од командата. Тоа ја објаснува незината цел и природа. Тие се, едноставно, две страни на иста паричка. Без ветувањето, тоа е само наредба. Со ветувањето станува повик, покана. Би рекла последица, не услов. Тоа е клучната разлика. Ветувањата доаѓаат, но тие се резултат на првичниот чин на вера кој се случува во целосна неизвестност.
И токму тука лежи дефиницијата за верата на Аврам, особено како што ја разбира Новиот Завет. Да го погледнеме посланието до евреите. Кога авторот сака да даде врвен пример за вера, тој го избира токму овој момент и вели: со вера Авраам тргна, не знаејќи каде оди. Интересно е што авторот, пишувајќи речиси 2000 години подоцна, го избира токму овој елемент на незнаење и неизвестност како суштина на верата. За него верата не е сигурност во исходот, туку доверба во оној што повикува. Ако повикот беше јасно представен како бизнис понуда, напушти го ова за да го добиеш ова, кое е многу подобро, тогаш тоа би го намалило ризикот, а со тоа и длабочината на неговата вера. Тоа би било пресметан потек, а не скок на верата. Добро, ама ако неизвестноста е клучна, како тогаш ги објаснуваш експлицитните ветувања што следуваат веднаш во следниот стих? Текстот не го остава во целосна неизвестност. Мислам дека тука имаме поинакво разбирање на поимот вера. Јас не мислам дека верата е верување во апстрактна неизвестност, току доверба во карактерот на Бога, кој се открива токму преку овој повик. Аврам можеби не знае каде оди географски, тоа е точно, но преку овој повик тој дознава нешто многу поважно. Кој е Бог? Тој дознава дека ова е Бог кој ветува живот, потомство и благослов. Неговата вера е одговор на Божјата објавена добрина, а не скок во празнина. Како што вели Псалмо 32, Бог ги чува во живот во денови на глад. Оваа доверба е заснована на откривањето на Божјата грижа, а не на нејзиното отсуство. Значи тој не оди слепо, туку оди кон извор на сигурност што туку му е откриен. Неговата вера не е во отсуство на информации, туку во квалитетот и доверливоста на изворот. Тука мислам дека лежи клучната разлика во нашите пристапи. Ти го гледаш ветувањето како информација, што го намалува ризикот, а јас го гледам како рамка што ја покажува целта, но не ја менува природата на чинот. Чинот останува радикално напуштање. Тој верува во оној што го повикува, а не во ветувањето за награда. Да бидеме искрени, во тој момент ветувањата звучат апстрактно и далечно, но заповеда е конкретна и итна. Тој реагира на заповедата, верува дека оној што заповеда е добар, но тоа е доверба во личноста, а не во исходот. Но зарем личноста на Бога не се открива токму преку природата на неговите ветувања? Не можеш да ги одвоиш. Тоа е како некој да ти каже: скокни од зградава. Тоа е една работа. А сосема друга е ако ти каже: скокни, долу имам поставено сигурносна мрежа. Чинот е ист, ама знаењето за мрежата целосно ја менува природата на довербата. Аврам слуша за сигуросната мрежа, голема нација, благослов, заштита уште пред да тргне. Затоа неговиот чин не е очајнички, туку е полн со надеж. Тоа е разумен одговор на една неверојатна понуда, а не ирационален скок. Ајде да ја прошириме дискусијата кон третата точка, која можеби ќе ни помогне. Универзалната димензија на ветувањето. Во тебе ќе бидат благословени сите семејства на земјата. За мене, овој дел од текстот ја зајакнува идејата за мисија и должност. Аврам е избран за цел што го надминува негов самиот. Неговиот личен интерес, неговата лична среќа, стануваат второстепени во однос на овој грандиозен универзален Божи план. Тој станува инструмент во Божите раце. Неговата безусловна послушност е токму она што го прави соодветен инструмент за таа мисија. Тој е повикан на служба за целиот свет, а не само на патување кон лично самоисполнување. Зарем не мислиш дека оваа универзална мисија, благословот за сите народи, го става неговиот личен комфор во втор план? Зарем повикот не е поголем од негов самиот? Чекај, ама зарем тоа не е премногу црно-бело гледање на работите? Зошто мисијата и личната исполнетост би морале да бидат во спротивност? Јас тврдам дека е токму спротивното. Едното произлегува од другото. Токму затоа што Аврам го доживува Божиот благослов, на личен план тој станува канал за благослов за другите. Коментарот од кој поаѓаме го вели токму тоа. Твојот успех ќе биде таков што ќе те земаат за пример. Неговата лична исполнетост е предуслов за неговата универзална мисија. Види, Бог не користи празни, исцрпени садови. Тој ги исполнува своите избраници за да можат тие да се прелеваат кон другите.
Значи, универзалната мисија не е негирање на личниот благослов, туку негова потврда и проширување. Не можеш да го дадаш она што го немаш. Благословот мора прво да се прими, за да може да се сподели. Разбирам, но тоа го представува Аврам како некој што прво треба да се наполни, за да може да дава. Јас го гледам поинаку. Го гледам како војник кој добива мисија. Успехот на мисијата е најважен, а неговата лична благосостојба е споредна. Тој е повикан да биде татко на многу народи, што е улога, функција, должност. Неговата послушност го прави способен да ја изврши, таа улога. Да, тој добива благослови, но тие се во функција на мисијата. Тие се средствата со кои тој ќе ја исполни својата цел, а не целта сама по себе. Па, не би рекол. Тие се и цел и средство. Во Божјата економија, личното и универзалното не се спротивставени. Кога Бог го благословува Аврам, тоа не е само за Аврам, но исто така не е ниту само за другите. Бог е заинтересиран за исполнувањето на Аврам и преку него за исполнувањето на светот. Едното го овозможува другото. Ако Аврам беше несреќен, неуспешен и празен, каков пример би бил тој за народите? Каков благослов би можел да пренесе? Неговиот личен просперитет е жив доказ за добрината на Бога што го повикал. И токму тој доказ е она што ги привлекува другите. Неговата среќа е дел од мисијата. На крајот, и по ова дискусија, јас останувам на ставот дека суштината на овој клучен настан лежи во радикалната и безусловна послушност на Аврам. Тој одговара на една директна, речиси сурова заповед. Неговиот чин на вера, со кој напушта се што му е познато без да поставува прашања, представува парадигма, вечен модел за односот помеѓу човекот и Бога. Ветувањата ја даваат рамката, можеби и мотивацијата, но срцето на настанот, централната слика, е чинот на послушност во темнина. Иако ја признавам огромната сила на неговата послушност и доверба, јас се уште верувам дека срцето на овој повик е откровението на Божјата добронамерна природа. Повикот на Аврам не е првенствено тест на издржливост, туку е дар понуда за живот, среќа и иднина што ги надминува сите негови очекувања. Неговата послушност не е слепа, туку е разумен и доверлив одговор на оваа неверојатна понуда на благодат. Понуда која уште од самиот почеток има за цел да го опфати целото човештво. Можеби овие две перспективи не се целосно исклучиви, но тие дефинитивно нагласуваат различни аспекти на еден длабоко сложен настан. Клучното прашање останува: дали Божјот повик е првенствено барање или е дар? Или пак, дали верата е пред се скок во непознатото, во темнината, или е доверба во ветеното добро, во светлината што се назира? Изгледа дека материјалот нуди цврсти докази за двете гледишта, оставајќи не и понатаму да размислуваме за длабочината и значењето на овој почетен момент на верата.